Новите униформи на македонските војници се уште без идентитет, име и држава. На истите го има само македонското знаме и чинот на припадниците на армијата. Иако никаде не пишува чија земја ќе бранат војниците, министерката Шекеринска им порача дека така ја личела армијата, посакувајќи им со здравје да си ја носат новата униформа. Сакам да ви посакам да ја носите оваа униформа со чест и достоинство и како силно и секојдневно подсетување дека посветената работа секогаш носи резултат. За разлика од припадниците на армијата, полициската униформа е со новото име на државата. Согласно договорот од Преспа, власта го смени името во уставот на личните документи, патоказните табли, граничните премини, аеродромите, државните институции. Македонија стана северна, државјанството македонско, граѓани на Република Северна Македонија. Јазикот македонски, но со фуснота дека припаѓа на словенската група јазици. И во сведетелствата на учениците веќе се применува новото име. Табли за дообјаснување на споменици дека и припаѓаат на античката хеленска историја, нови регистарски таблички, во превод. Новата придавка ја имаме секаде, па дури онаму каде се уште не сме обврзани. Сепак сегашната влада побрза и овие обврски да ги исполни. Дури и сонцето од Вергина се отстранува од сите јавни простори и на продуктите произведени кај нас веќе стои новото име. Инаку на денешната промоција на новите униформи Шекеринска го дискредитираше Синдикатот за одбрана и безбедност со тврдење дека нема членови и е во фаза на распагање. Ова следи од како синдикатот неодамна изрази револт поради двојните аршини во министерството. Велат немале ниту динар за додатоци и надоместоци на плата, но затоа во тимот на министерката редовно си земале пари за надоместоци и преку време на работа.